Најпрво благодарност до вашата емисија и до поканата за учество во нејзе. Јас ќе се облечам маската за да можеме подобро да се разбереме. Овака приказната за Gentleman's Ride годинава ја слави својот пет роден ден, своето пето издание. Почнавме 2016 поттикнати од глобалниот настан, кој што се морам да напоменам дека се одржува на исти ден во целиот свет. 600 држави, 100 држави, 600 и повеќе од 600 града. Секако и Скопје веќе пета година е дел од тоа глобално движење. Хуманитарен настан пред се, кој што ги спојува хуманитарниот дел, љубовта кон класичните мотоцикли, убавиот дрес-код, нормално, сето тоа сплотено во овој настан кој што го гледаме во моментот. Ова движење третира три теми. Првата тема е секако и најважна. Тоа е собирање на средства за борба против ракот на простата и машките самоубиства кои што доаѓаат како причина од ракот на простата. Втората цел е да се поттикне заедницата да гледа едно поинакво светло на мотоциклистите, бидејќи сакаме да го покушаваме и во тоа успеваме добро да го разбиеме оној стереотип каде што мотоциклите се представени како бучни мотоциклисти, со кожни јакни, со тој фолклор. Значи сакаме да пренесеме до заедницата дека може да изгледаат сосема подругачие мотоциклистите. И третата работа е секако подигање на свеста околу борбата против ракот на простата. По насоките на светската организација, значи дрес-кодот е викаме дека треба да возиме дотерани, така и е насловот, значи возиме дотерани, односно убав костум, кравата, лептир машина, шарпа, значи се она кое што дава една одлика да се биде джентлмен. Во таа насока е се и тоа што разговаравме пред малку. Значи мотоциклите се исто имаат свој код. Во организацијата се прифаќаат класични мотоцикли и мотоцикли кои што се инспирирани од класичните мотоцикли. Годинава имаме покрај официјалниот дел, кој што секако е ист, односно секој учесник има задолжение да се пријави на официјалната веб страница, да донира средства по желба и да поттикне преку социјалните мрежи, да ја поттикне свеста и да поттикне собирање на средства кои што ќе одат преку Movember фондацијата во програми кои што третираат појавата ракот на простата. Втората работа која што е различна
е практично самиот ден, самото возење. Досега тоа беше еден празник, градски празник, каде што беа собрани, барем во Скопје зборувам, повеќе од 150 мотоциклисти во овој стил и со парадно возење го ја пренесувавме пораката. Годинава имаме задолжение тоа да го направиме сам по сам, односно да има соло возење, кое што е на светско ниво, не е само кај нас во Македонија или во градот Скопје, него е на светско ниво. Ние како клуб оваа година решивме да ги почитуваме нормално како што е и ред тие правила. Позетме сам по сам и организиравме еден мал клубски собир кој што ќе го одбележи настанот.